61-годишен маж од тетовското село Лисец од утрово се води како исчезнат по вчерашните катастрофални поплави кои ги зафатија Тетово и Тетовско. Се уште се трага по девојчето на возраст од околу 6 години. Полицијата е потврди смртта на 4 лица во вчерашните поплави. Се работи за 3 деца од 7 до 14 години, како и 83 годишен жител на Шипковица. Според СВР Тетово, телата на починатите се пронајдени. Повредени се засега 11 лица, најмногу од Шипковица, Селце, Джепчиште и Мала Речица. Дел од нив се уште се на болничко лекување, а дел се пуштени дома. Се уште се пријавуваат штетите на куќите и објектите однесени од слечиштата, како вратничкиот мост меѓу Горно Орашје и Нераште. Посочуваат од СВР Тетово. Патниот правец Тетово Попова Шапка е расчистен и сообраќајот се одвива нормално во двата правци. Според АМСМ, поради излевање на реката во село Доброште, во прекине регионалниот пат Тетово Јажинци и обратно. Војниците на армијата од утрината се на терен во најпогодените тетовски региони и им помагаат на граѓаните. Според министерот за одбрана Зоран Јолевски, работата оди споро бидејќи условите се лоши. Прво биле испратени војници во Шипковица, каде во потрагата се вклучени и кучиња трагачи од војската и полицијата. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи ги повика граѓаните да ја изразат својата хуманост и да донираат продукти потребни за настраданите во вчерашното невреме. Донациите ќе бидат примени во собирниот пункт кој се наоѓа на паркингот зад зградата на општина Тетово. Потребна е храна, вода и препарати за лична хигиена. Состојбите во Тетово и Тетовско и натамошните активности пред се помошта за населението по обилните врнежи се тема на денешната владина седница. А премиерот Никола Груевски синоќа итно отпатува во Тетово. По невремето тој ја посети Голема Речица, каде штетите од поплавите се огромни. Направи увид директно од терен, поразговара со надлежните граѓаните, пошто замина во болницата во Тетово, каде се хоспитализирани повеќе лица од поплавите. Вие сте татко? Да, татко. Примете сочувство. Бог да ги прости. Ево, Много ми е жал. татко, јас сум дедо. Вие сте дедото. Да, Тука сме се што можеме да да помогнеме. попијете по една соча. Благодарам, не, благодарам. Ќе одиме. Фала ви многу. Се што можеме сметете, ќе ви помогнеме. Ќе земеме и ваши контакти, телефони. Антонио тука ли? Тука. Антонио, земи контакти од луѓето, поуте да видиме што се може да се помогне. Во Тетово премиерот Груевски беше придружуван од вице-премиерот Владимир Пешевски, министрите за одбрана и МВР Зоран Јолевски и Митко Чавков, како и државниот секретар за транспорт и врски Божидар Петровски, кој повика компании од Скопје со кои владата има склучено договор за вакви ситуации. А управата за хидрометеоролошки работи најавува дека во Македонија попладнето ќе биде нестабилно облачно со дожд, грмежи и засилен ветер. Поинтензивни и пообилни врнежи се очекува во западните и југозападните делови на земјата. Според УХМР, во изминатите 24 часа најмногу дожд наврнало во Штип 40 литри на метар квадратен, потоа во Прилеп 33, Битола 27, Струмици и Крушево 14, Пожаране 13, Дојран 11, Берово и Виница 10, Тетово 9, Скопје и Кривопаланка 8, Охрид, Лазарополе и Претор 4, Демир Капија и Гевгелија 3 и Дебар 1 литар на метар квадратен. Во следниот период од УХМР најавуваат дека Македонија ќе биде под влијание на релативно влажна и нестабилна воздушна маса, што ќе услови времето во поголемиот дел да биде сончево со мала до умерена облачност, но во попладневните часови со локална појава на краткотраен дожд и грмежи. Процесите ќе бидат поинтензивни на планините во западните и јужните делови од државата. Поранешниот младински репрезентативец на Македонија во фудбал Александар Пандовски е тешко повреден при сообраќајката кај бензинската пумпа на Мак Петрол на излезот од Скопје. Со автомобил марка Голф, Пандовски со брзина од околу 130 км на час загубил контрола и влетал во бензинска пумпа. Со него бил неговиот татко, а двајцата имаат сериозни повреди. Пандовски е во животна опасност и се наоѓа во кома. Александар има само 23 години и има настапувано речиси за сите македонски селекции во младинска категорија, а играше за Вардар, Работнички и Хоризонт Турново. Сега се уште е член на второлигашот Евромилк. Седиштето на специјалниот суд за злосторство на Ослободителната војска на Косово ќе биде во Хаг, соопшти британското министерство за надворешни работи. Средствата за судот ќе бидат обезбедени од Европската унија. Косовскиот парламент синоќа ги усвои уставните измени со кои се овозможува формирање на меѓународен суд за злосторствата на ОВК. Соединетите американски држави и Европската унија, кои има главна улога во процесот на убедување на косовските лидери да прифатат формирање на судот, ја поздравија оваа одлука на парламентот.